Јас ќе започнам на следниот начин. Агенцијата за слободен пристап до информација од јавен карактер е агенцијата која што беше наменета да ја контролира СДСМ преку Боки 13. Откако не успеа СДСМ да ја контролира агенцијата за слободен пристап до информации преку Боки 13, се година второ решение. Второто решение, исто така партиско, господјата Пламенка Бојчева. Само за подсетување. Јануари, февруари 2019 година, значи на почетокот на оваа година, парламентарното мнозинство, начело со СДСМ, изгласа господјата Јасминка Јовановска, мајка на Боки 13, да биде избрана за член на Агенцијата за слободен пристап до информација. Зошто? Затоа што таа беше мајка на другарот на Зоран Заев. Затоа што Јасминка Јовановска беше мајка на другарот на Кирачовски, на Фросина Ременски, на Венко Филипче, на Шеќеринска. Со нив се дружеше, се сликаше, вечераше и разговараше за јавно-приватно партнерство Боки 13. Откако јавноста откри дека господјата Јасминка Јовановска, мајка на Боки 13, е сопруга на собственик на медиум, бидејќи номинално сите знаевме дека провладината 1 ТВ се води на Боки 13, но формално таа била запишана на неговиот татко, Милјо Јовановски, под притисок на јавноста, собраниското мнозинство се повлече и господјата Јасминка Јовановска се повлече од оваа позиција. Значи, тенденцијата да се контролира Агенцијата за слободен пристап до информации од страна не само на владеачката партија, туку на врхушката на владеачката партија. Јас не викам дека секој обичен член на СДСМ или некој градоначалник или некој функционер имал тенденција да ја контролира оваа комисија. Напротив, раководството, Заев, Кирачовски, Шеќеринска, Филипче и многу други имале тенденција и се уште имаат да ја контролираат оваа агенција за пристап, за слободен пристап до информации и затоа ја предложија тогаш и ја изгласа Јасминка Јовановска, мајката на Боки 13. Но откака пропадна тој проект, продолжија понатаму со тенденциите за контрола на оваа комисија. Оваа комисија, за жал, не работи заради неспособност да се обезбеди кворум и доволен број на членови од собраниското мнозинство од мај 2018 година. Значи, јас ќе ве подсетам, во програмата на СДСМ за живот пишува дека ќе го преполовиме од 30 на 15 дена законскиот рок за одговор на барањата за пристап до информација од јавен карактер. Ова е уште едно лажно ветување. Нема никакво преполовување на овој рок. Напротив, дури и комисијата која што може да го коригира неодговарањето или недавањето на информации од јавен карактер, немала можност и кворум заради намерно тенденциозно непостапување од страна на владеачкото мнозинство да работи и да биде сервис на граѓаните. Втората лага поврзана со транспарентноста, поврзана со оваа комисија. Вика, ќе воведеме така наречена активна транспарентност на институциите што подразбира објавување, без да им бидат побарани, трошоци за нивното работење. Повторно, уште едно лажно ветување и ќе ве подсетам, почитувани колеги, да не беа истражувачките медиуми, ние немаше да знаеме, немаше никаква активна транспарентност како се трошеле парите на јавното предпријатие Водовод, како се трошеле дел од парите на Агенцијата за странски инвестиции. И ќе ве подсетам, јавното предпријатие Водовод не по своје барање, не по свој активизам, туку преку откривање од страна на медиуми, испадна дека дало за адвокатски услуги 48.000 евра на адвокатското друштво Де Леге на колешката пратеничка Калеска Ванчева. Пратеничката која што треба да биде коректив на власта,
земала дополнителни 4000 евра од Агенцијата за странски инвестиции. Адвокатското друштво, чисто собственик и основач е колешката пратеник Калеска Ванчева, земала фантастични 52.000 евра. И ниедно од овие предпријатија, ниту јавното предпријатие Водовод, ниту Агенцијата за странски инвестиции не излегле однапред да кажат како ги потрошиле овие средства, напротив, дознале самите новинари. Откако го видовме тој случај, неколку пратеници упативме писма до јавни предпријатија да ни дадат список со кои адвокатски друштва соработувале или ги исплаќале надвор од она што е правно застапување на јавните предпријатија во рамките на самото предпријатие. И замислете, од јавните предпријатија во Охрид, еве ќе го земам како пример, и во Штип, заедно подпишавме барање со колегата Никола Мицевски, испративме писма и нема одговор дали и со кои адвокатски друштва соработувале овие јавни предпријатија. И сега, кога еден пратеник не може да добие информација од јавен карактер и нема каде ниту да се пожали, не постои кворум за функционирање на Агенцијата за слободен пристап до информации, може да замислите со каква нетранспарентност се соочуваат оние кои што се други заинтересирани странки, граѓани, новинари, институции, можеби адвокати, правни застапници, да дојдат до ваквиот пристап на слободна информација. Затоа јас ќе кажам дека неработата на оваа Агенција за слободен пристап до информации од мај 2018 година до денес создава еден огромен товар од натрупување на предмети. Според нашите информации, во моментов има околу 1200 предмети кои што стојат во место, бидејќи досега не беше создадена институционална можност за остварување на правото на пристапот до информации од јавен карактер. Тоа оваа влада ја прави крајно нетранспарентна. Наместо да се поддржат институциите да можат да делуваат во рамки на уставните и законски овластувања за транспарентност, тие се оневозможуваат да делуваат и да даваат информации поврзани со транспарентноста на институциите. Што значи тоа? Тоа значи дека транспарентноста на оваа влада, за жал, е сведена само на гола реторика, додека институционално и суштински нема никакво поместување, напротив, постои назадување во процесот на зголемување на отчетноста и пристапот до информации од јавен карактер. И следната работа што сакам да ја споменам е од каде е регрутирана господјата Пламенка Бојчева. Едно е тоа што била дел од раководен партиски орган, партиска комисија за правни работи, но второ и за мене позагрижувачки е што доаѓа како кадар, како десна рака на градоначалникот на општина Аеродром Златко Марин, за кого што не е моја оценката, туку доминира оценката на јавноста, вклучително и на јавноста која што му дала поддршка на господинот Марин да биде избран на таа одговорна функција како градоначалник, дека е неуспешен градоначалник и неефикасно ја води работата на општина Аеродром согласно надлежностите кои што ги има. Неговата десна рака, неговиот најблизок соработник, господја Пламенка Бојчева, не може да биде изземена од незиниот дел на одговорноста за ова неуспешно работење на општината Аеродром во изминатиот период, додека била најблизок соработник на господинот Златко Марин. Затоа ценам дека ваквото решение е несоодветно, можеби ќе одговара на интенцијата на дел од владеачката партија или раководството на владеачката партија за одредена контрола на протокот на информации или нивно филтрирање по одредени жалби, поплаки или барања за непостапување по Законот за слободен пристап до информации, но генерално нема да биде оценето со повисока оценка од она што сакаме да биде мериторно утврдена транспарентност со која што би сакале да го подобриме и нашиот имидж и углед како држава во процесот на европските интеграции, кои што за жал очигледно е дека назадуваат наместо да напредуваат. Благодарам многу.